За водици, во реките и базените во истокот по честниот крст ке скокаат над 300 момчиња. Во просек за скокање се пријавуваат околу 30 до 50 момчиња во зависност од општината. Независно од тоа колку мина и каде ке скокаат по светиот крст, пријавените мора да исполнат неколку услови. Да бидат полнолетни, да бидат крстени во православната вера, исто и да знаат молитвата Отче наш, бидејќи доколку не ја знаат ова основна молитва, ќе биде недостоинствено од нива страна да учествуваат на таков свет чин. Од оваа година Штип се враќа на традицијата, па фрлање на крстот во базенот повеќе ќе нема. Тоа значи дека оваа година осветувањето на сите води ќе се случи на реката Брегалница, кај на каменитиот мост кај Астибовата градинка. Во Кочани крстот ќе се фрла во Кочанска река, во Делчево и Берово во Брегалница, а во Виница во Виничка река, во местото викано Ширината, кај параклисот на светиот великомачини Ѓорги. Почнавме со припрема, бидејќи знаете самите временски услови како ни дозволуват, но мислиме дека сето тоа што сме го замислили ќе го постигнеме. Традицијата е идентична во сите општини од регионот, освен во Злетово, каде водици се одлекуваат со своја специфика. Овде во Злетово исклучиво по светиот крст се фрлаат во водата исклучиво младоженците. Откако ќе го фати, ќе го најде крстот, се повлекуваат во своите домови и почнуваат во текот на денот да одат на визита. Инаку богојавление се слави во чест на крштевањето на Исус Христос во водите на Јордан. Во некои места дори се уште се практикува на овој ден да се крштаваат група на луѓе. Светите литии ќе ги следат и илјадници верници, но од Брегалничката епархија потсетуваат дека суштината на празникот сепак е во црквата, поповикуваат на масовност и за време на литургиите.